Ви поздравувам сите гледачи на нашата денешна транслација. Ви подсетувам дека денес е вторник, во вторник ги разгледуваме основите на проектот Дирижабли нова генерација. Денешниот ефир ќе го водам јас, Павел Филипов, денес требаше да биде со мене и Федор Константинов. Но Федор сега патува кон канцеларијата, за жал не успеа. Со што се занимаваше? Беше на локацијата каде што наскоро ќе се одржи конференцијата, која ќе биде на 16 ноември, каде што ќе раскажуваме за резултатите на компанијата Solar Group, вклучувајќи го проектот Дирижабли нова генерација. Затоа запишете се. Всушност, не е сигурно дека ќе можете да присуствувате, бидејќи местата веќе се речиси распродадени. Во секој случај, за сега можете да се регистрирате во нашиот личен кабинет. А пред да започнеме со нашата презентација, ве повикувам да ставите лайк на оваа транслација и да ја споделите. И задолжително поканете ги тука оние кои се уште не знаат ништо за тоа што го правиме, не знаат ништо за дирижаблот и не знаат ништо за компанијата Solar Group. Затоа што, како што реков, информацијата прво ќе биде за нив. Ќе одговорам и на вашите прашања. Прашањата можете веќе да ги пишувате на вконтакте или на YouTube, а јас ќе ги погледнам сите на крајот на транслацијата, приближно за 40-50 минути. Ќе стигнам до прашањата. Но ако пишувате сега, на вашето прашање ќе одговорам побрзо. Исто така, обратете внимание дека само преку линкот што ќе му го испратите на вашиот пријател, тој ќе може да премине на него дури и утре, бидејќи запишувањето преку истиот линк ќе биде достапно. Затоа, задолжително споделувајте ја оваа транслација. Но, да почнеме од самиот почеток. Пред да започнеме со проектот, ќе раскажам малку за тоа кои се е Solar Group. Solar Group е финансиска компанија. Тоа е инвестициона платформа, на која денес се наоѓаат неколку инвестициони проекти. Ние се разликуваме од другите инвестициони платформи по тоа што нашите проекти се иновативни. Ние бараме такви проекти, кои не само што можат да им овозможат на луѓето да заработат, туку и такви проекти кои ја менуваат нашата животна средина на подобро и внесуваат на вистина иновации кои ја подобруваат нашата секојдневица. И тоа се големи проекти. Ние започнуваме да ги финансираме во венчурната фаза. Затоа, оние кои учествуваат во овие проекти можат да се надеваат на високи профити во случај на успех на предложените проекти. Проектите ги финансираме со помош на приватни инвеститори, токму затоа спроведуваме слични избори со методот на колективно инвестирање. Кроуд инвестирање, така се вика сега. И, влегувајќи на нашата платформа, можете да го изберете проектот што ви се допаѓа и да инвестирате во него. До денес, веќе имаме повеќе од 500 000 регистрации, повеќе од 70 000 инвеститори, практично 100 000 инвестиции поминале преку нашата платформа. Затоа, имаме со што да се гордееме. И околу нас има навистина големо заедништво на луѓе кои се подготвени да инвестираат во проектите што ги нудиме. Нашиот прв проект, Савалмеш, веќе е во завршна фаза. Сите ние заедно со вас чекаме да ги добиеме сите документи кои ќе говорат за тоа дека ние, предпријатието, го завршивме. И од изградба тоа навистина се претвори во функционирачки бизнис. Ова треба да се случи веќе оваа година. Ова ќе биде предпријатие кое ќе се занимава со производство и експлоатација на електрични мотори со технологијата Славјанка. Оваа технологија овозможува да се проектираат моторите поефикасно отколку што тоа го прават другите компании, што го потврдуваат и патентите, како и истражувањата. Но, секако, постои големо искуство во практичната примена на оваа технологија. Денес, ние ќе зборуваме за нашиот следен втор проект, кој започна буквално пред неколку месеци. Во рамките на овој проект планираме да градиме такви летачки апарати, како дирижабли нова генерација, не такви дирижабли како што повеќето од вас можат да си ги представат. Ќе користиме нови технологии, ќе користиме нови решенија. Во исто време, користејќи ги сите предности на овој вид транспорт, кои ги имаме, а кои тој ги има. Понатамо, ние се занимаваме и со различни споредни насоки, например, како стратосферата на апаратите, првиот лансирање на кој се случи, инаку, оваа недела. И таквите летачки апарати ни овозможуваат не само да ги усовршуваме технологиите кои ќе ги применуваме директно во дирижаблите, туку и да имаме таква дополнителна комерцијална насока, на која исто така може да се заработува. Па да започнеме од почеток. Што е дирижабл во принцип? И зошто се заинтересиравме за оваа тема? Оние кои не следат знаат дека многу внимателно се приближувавме кон ова прашање. Кој проект ќе биде следен и ние?
избравме многу голем број проекти и се одлучивме токму за дирижаблите. Работата е во тоа што интересот и трендот на развој на дирижаблите во светот, во сите земји сега почнува да расте. Ако отворите интернет, ќе видите дека практично во сите земји сега некои компании градат нешто во областа на дирижаблите, некои во стратосферата, некои за терористички цели, некои товарни, некои за спасувачки операции. Но сето тоа говори дека интересот постои и е голем. Компаниите кои денес се присутни на пазарот, како што е компанијата Цепелин, добро заработуваат, експлоатираат дирижабли и со својот пример денес покажуваат дека на тоа може да се заработат големи пари, што и го прават. Кога започнавме да се запознаваме со оваа тема, откривме дека во нашата земја има многу голем потенцијал за развој на оваа насока. Имаме многу силна школа за дирижабли и имаме многу специјалисти, луѓе кои генерално се заинтересирани за оваа тема. На еден или друг начин имаат врска како луѓе кои граделе дирижабли, компании кои ги лансирале, продавале дирижабли, за кои ова навистина е практична работа. И беше потребно доста долго време за да се собере овој тим. Сега е собран во основа во канцеларијата на компанијата Нова сме. Наоѓаме. Токму така се вика компанијата која ќе гради дирижабли. И сепак, во што всушност е интересот на овој вид транспорт? Дирижаблот е единствениот транспорт што ни е познат, да речеме, кој не се обидува да ги наруши законите на физиката, туку, напротив, лета благодарение на нив, да речеме, бидејќи ја користи Архимедовата сила, полнејќи го балонот на дирижаблот со газ. Сакам да нагласам дека денес за тоа не се користи водород, гориво, како што порано, туку хелиум, па затоа дирижаблот е целосно безбеден. Во овој поглед, тој во подига дирижаблот нагоре, а заедно со него и целиот товар на патниците или се што ни е потребно. И тоа се покажува како исклучително ефикасно. Ако го споредиме со другите летачки апарати, ќе разбереме дека тие можат да извршуваат голем број од истите задачи, само многу поевтино. А постојат и низа уникатни задачи кои можат да ги решаваат само дирижаблите. И денешниот летачки транспорт тоа не може да го направи. Па, да почнеме поред. А всушност, какви дирижабли постојат? За какви цели се наменети? Ако зборуваме за мали апарати, да, дирижаблот може да биде долг неколку метри, например, или 10 до 20 метри, што во принцип е исто така мал апарат. Тој има, например, можност да носи товар од 500 кг, 1000 тони, 2000 тони и може да извршува најразлични задачи. Тоа се задачи за превоз на ограничен број патници, да. Туристичката варијанта, која сега многу ја користат, се различни опции во кои денес се користат дронови, вклучувајќи и беспилотни. Тоа е наблюдување, собирање на некои податоци, следење на времето. Воопшто, можете на дирижаблот да ставите било која опрема и таа може да биде искористена. Најголемата предност на дирижаблот е тоа што може да биде во воздухот, да речеме, бесплатно, не трошејќи никакви напори. Месеците и месеците можете да бидете над некој објект или зона на некакво дејство и да следите што се случува, да наблюдувате ситуацијата. Секако, тоа може да се користи и во воени цели. Воопшто, тука има доволно широк спектар на примена. Ако земеме уреди малку поголеми, тука се најразбирливите опции за нас. Тоа, например, е користењето на дирижабли за различни спасувачки операции во тешко достапни места. Тоа е пренос на поголем број патници, како за туристички цели, така и за патнички цели, што исто така не е исклучено. Да, ако зборуваме за долги летови, дирижаблот лета побавно од авион. Но ако сакаме да полетаме со комфорт, ако летаме на неголемо растојание помеѓу градовите, нели? А како аналог на мала авијација, тогаш брзините на дирижаблот од 100 до 200 км на час се повеќе од доволни, бидејќи особено лета по права линија. Ако ги споредиме со воз, автомобил, па дури и со мал авион, приближно добиваме истото, само побрзо, поевтино и поудобно. Конечно, тоа е превоз на товари. И ако го споредиме тоа со слични модели, например, хеликоптерите Ми-8 како едни од најпопуларните хеликоптери во светот, тогаш тука цената на превозот на товари се намалува многу. И ние имаме овие пресметки, ние ќе ви ги покажеме. Сите други опции, ако се гледаат,
тука, како што се вели, се бесконечни како можат да се користат. Тоа е исто така и превоз на опрема. Тоа е и превоз на различни медикаменти, тешко достапни зони, како што сега се прави во Африка. Тоа се и воени цели. Ако земеме голем дирижабл, сосема голем, тогаш, прво, имаме можност да проектираме стратосфери на апарати, кои ќе бидат во стратосферата и таму ќе ги заменуваат сателитите. Повторно, тоа е многу поефикасно во многу случаи. Понатаму, тие можат да се користат за лансирање ракети, заменувајќи неколку платформи, едноставно подигајќи ја ракетата нагоре. И потоа таа веќе ќе стартува од дирижаблот или од таквата стратосфера на платформите. Заради тоа, ние сега работиме на северните апарати, бидејќи тоа се првите чекори и во оваа насока. Ако зборуваме за пофутуристички опции, кои, веројатно, нема да бидат распространети како патничките, товарните или туристичките, но сепак сигурно ќе можат да најдат свој клиент. Тоа се опции како летачки хотел. А тоа се опции како летачка поликлиника, летачки казина. Имаше предлог да се направи летачки ЗАГС, за да може да се венчава на небото. Воопшто, такви туристички опции има многу. Тоа, секако, дури и не е најфутуристичката опција. И прашањето е, колку воопшто се футуристички, затоа што, на пример, истиот Амазон имаат концепција за дирижабли. Складиштето е складиште, во основа, што виси над градот, нели? Каде што се наоѓаат производите потребни за испорака. И ако преку апликацијата или преку компјутерот нарачате, сакам забна паста, тогаш од овој голем дирижабл се зема производот и на малиот дирижабл. Или дронови слетуваат до вас во станот. А тоа е како летачко складиште. Тој секогаш виси над градот. Зошто е тоа потребно? Прво, тоа е економски поисплатливо. Второ, тоа е побрзо, тоа е потехнолошки, тоа е помобилно. Во основа, огромен број на различни предности кои може да ги донесе. Затоа ќе видиме кога Амазон ќе направи сличен варијант. Сигурен сум дека со времето тоа ќе се случи. Но, секако, ова е веќе доволно сложен проект. Исто толку сложен колку што е изградбата на дирижабл со носивост од 500 тони. Не може да се каже дека тоа не може да се направи. Но, во моментов некои компании не успеваат да го направат тоа. И сметаме дека нивната грешка е што веднаш сакаат да направат дирижабл од 500 тони. Па, кога сакаш да го направиш, тоа е похвално. Но, прво направи барем под 1000 тони. Покажи дека можеш, вежбај и усоврши ги технологиите, затоа што дури и овој пат се лансира атмосферски уред. Ние извлековме многу голем број технологии кои потоа ќе ни бидат потребни директно во изградбата на дирижаблите. Ако зборуваме за други земји, веќе реков дека има доволно многу компании кои ги развиваат, а Сергеј Брин, собственик на Google, прави свој дирижабл за спасувачки операции. Кинезите активно ги развиваат во моментов. Во Америка има многу различни проекти и стартапи. Но реcentlявно читав информации дека некоја од компаниите ќе прави стратосферски апарати за да можат долго да останат во небото и да обезбедат комуникација. Интернетот е одлична можност и за дирижаблите да се покажат на сличен начин. Затоа што, како што реков, дирижаблот може практично бесплатно да остане во воздухот колку што сака. И секако, во однос на трошоците, тоа е многу поевтино од истите сателити, нели? Понатаму, за да се лансираат сателити, потребна е ракета, потребно е многу. Тука имаме дирижабл кој едноставно стартува, висат и останува. Свисат на таа висина што ти е потребна и ти правиш таму горе што ти е потребно. Затоа, во овој поглед, секако е многу поцелисходно. И ако зборуваме за тоа што ќе правиме ние, дајте да раскажам поопширно за тоа. Ние сакаме да направиме доволно голем проект, голема компанија, во рамките на која ќе се проектираат во моментов веќе точно познати 6 летателни апарати. И нашите се само тие летателни апарати кои планираме да ги проектираме во рамките на проектот, така или инаку и поточно, во рамките на компанијата и да ги произведуваме сериски. Но тоа е дистанција од 5-10 години.
Затоа, ако го земеме нашиот инвестиционен проект заедно со инвеститорите, сакаме да направиме првиот чекор. Во рамките на нашата голема светска држава, компанијата треба да направи прв јасен, профитабилен чекор, добивајќи ги тие апарати, кои ќе можеме да ги проектираме, развиеме, кои ќе можеме сериски да ги произведуваме и на кои ќе можеме да заработуваме пари за да изградиме веќе трет, четврти, петти. Токму типови на летателни апарати. За да направиме првиот чекор, во рамките на проектот, е објавена сумата потребна за таков проект од 100.000.000, која планираме да ја привлечеме за 3 до 5 години. И ние сме уверени дека ќе успееме. Да видиме сега што точно сакаме да направиме, а кои активи ќе бидат создадени во рамките на проектот и што е најважно, како планираме да заработуваме на целата оваа тематика. Дајте да преминам на таблата, сега ќе ви нацртам мала шема и директно по точки ќе ви раскажам за сето тоа. Ако зборуваме конкретно по точки, да, сакаме да направиме следново. Сакаме да создадеме конструкциско биро, во рамките на кој ќе се проектираат дирижабли, каде ќе се наоѓаат конструктора, каде ќе биде основниот состав на луѓето кои ќе се занимаваат со овој проект на оваа компанија. И можеме да кажеме дека ова е таков мозок кој ќе се занимава со овој проект, на пример, и така натаму, и слично, и така натаму, и слично. Понатаму, ни е потребна земја која ќе има соодветни лиценци и дозволи. На таа земја планираме да поставиме 2 елинга. Елинг е таков ангар во кој се собира, одржува дирижаблот и таму се сериски произведува. Исто така, сакаме да направиме сопствено производство и во рамките на тоа производство ќе правиме различни критични делови за да не здаваме на страна. Затоа што, разбирате, за да се собере летателен апарат, веројатно би било бесмислено да се обидувате секој завртка, секој дел да го направите сами. Имаме многу голема инженерска школа во земјата, каде што има компании кои се специјализирани во најразлични области. Компании, институти од кои ќе нарачуваме одредени развојни проекти или одредени решенија. Например, сега активно работиме со Болманска, а во блиска иднина ќе започнеме да работиме со МАј, Московскиот авиациски институт и други компании кои ќе ни помагаат. Но некои работи ќе ги произведуваме сами и тоа ќе биде веќе интелектуална сопственост за да никој не може да го копира она што го правиме. Секако, ќе биде потребно да создадеме школа во рамките на која ќе обучуваме пилоти, екипаж и инженери кои ќе ги одржуваат овие дирижабли. Тоа е исто така доволно важно, но дајте да нацртам шему за ваше разбирање. Првото е конструкциско биро. Во голема мера може да се каже дека тоа е некаква изнајмена површина. Не планираме да градиме нешто во рамките на проектот, да создадеме такви капацитети, бидејќи во рамките на овој проект тоа не е потребно. Целта ни е, а задача таква нема. Затоа создавањето на конструкциското биро е главно обединување под една покривка на сите главни учесници, конструктора, инженери кои ќе се занимаваат со непосредната разработка. А понатаму ќе имаме земја, за која спомнав, да, на која ќе бидат распоредени 2 хангара. Земјата и 2 хангари се надевам дека се добро видливи. Токму тука ќе се собираат и ќе се проектираат воздушните бродови. А воздушните бродови кај нас како ќе бидат? Планираме да направиме за почеток 2 апарата. Например, едниот апарат ќе има носивост од 2 тони. Другиот 10 тони. Што се подразбира? Значи, јасно е еден хангар за еден апарат. И еден хангар за вториот апарат. Зошто токму овие 2 апарата? Затоа што, во принцип, тоа се потенцијално најпопуларните апарати, кои масовно сега се потребни на пазарот и така натаму.
2 тони дирижабли се одличен избор за различни истражувања за кои зборувам, за превоз на опрема, камери, сензори и друго. Плюс, тоа е одличен избор за туристички дирижабел, каде што можеме да превезуваме од 5 до 15 патници, приближно како што тоа го прави компанијата Цепелин. За дирижаблот на кој се возевте, можете да погледнете соодветен видеозапис. Тој излезе минатата недела. А интересен комерцијален варијант од 10 тони е аналог на хеликоптерот Ми-8, за кој веќе зборував денес. Тоа е најпопуларниот вид хеликоптери во светот по бројот на произведени единици. И јасно е дека е доволно побаруван и за превоз на патници, и за превоз на товари, за извршување на воени задачи и слично. Затоа токму овој апарат сега е најпобаруван на пазарот. И започнуваме токму со него. Понатаму, зборувам дека ќе имаме сопствено производство. Да. Всушност, производство каде што ќе произведуваме различни критични делови самостојно. Ова не ќе биде изградба на некој фабрика и слично. Ова ќе биде пред опрема и капацитети кои во принцип можеме да ги разместиме на било кое место. Главното е да можеме да не зависиме од никого во важните за нас елементи. Понатаму, секако, планирано е и училиште за кое веќе зборував. Во рамките на ова училиште ќе се обучуваат пилоти, инженери и тие луѓе кои ќе взаимодействуваат директно со овие летачки апарати. Так, изгледа дека ништо не заборавив, нели? Ова се активите кои се планира да се создадат во рамките на проектот во објавениот буџет. Ова е повеќе од реална задача, на која веќе може да се заработува, бидејќи овие 2 летала веќе можат да донесат доста добра профит. Се планира дека секој од елинзите ќе произведува 20-30 дирижабли годишно. Неговата пропусност, да речеме така, и со вградена маржиналност во овие летала, веќе можеме да очекуваме добра профит. Ако зборуваме за таков бизнис, тогаш многу важна улога игра и оперативната компанија Да. Компанија која ќе може. Тоа значи дека не само што ќе можеме да продаваме директно самите летала, туку и да можеме самостојно да ги експлоатираме. Да ги експлоатираме за било кои цели што ни се потребни и да им продаваме на нашите клиенти веќе не само летало, да. Туку да продаваме токму вредноста на превозот на товар. Или да продаваме конкретни, на пример, туристички опции, велејки, еве, можеме за вас таму на вашата убава, таму местност во Сочи или на Алтай, на пример, да им понудиме на вашите туристи такви туристички летови, како што нудиме веќе некаква услуга. Се смета дека доволно големо количество пари всушност се наоѓа токму тука, токму во експлоатацијата. Да видиме како ќе ни успее во реалноста, бидејќи планираме, така или така, да заработуваме насекаде. Понатаму, планираме да развиваме и од различни споредни насоки кои во моментов ни се појавуваат. Еве, како пример, да. Тука ќе напишеме стратосфера, да. Станува збор за тие стратосферски апарати, кои ги подигнавме минатата недела. Зашто се потребни? Тоа е за веднаш постигнување на неколку цели. Првата цел. Прво, на таков апарат ги усовршуваме технологиите кои ќе ги имаме тука во обвивките на системот за комуникација и слично. Од друга страна, самата стратосфера е доволно интересна и такви апарати, да, може дури и така да се нацрта, за да биде јасно дека тоа е таков летачки балон, може да се каже. Но всушност, тоа е многу посериозно, бидејќи нашата цел е да таков летачки балон биде во небото најмалку 1 година, нели? И сега се работи на тоа. Ако таков балон имаме 1 година, тој може да прави во принцип со она што го спомнавме, да носи различна опрема и да обезбедува комуникација и интернет, особено во тешко достапни места.
А ако направиме мрежа од такви стратосферски апарати, тогаш можеме да обезбедиме интернет на целите региони. Да. Затоа имаме такви задачи. Првиот чекор беше направен оваа недела. Погледнете, директен пренос, таму има цела информација. Но, како што реков, ова е само првиот чекор. Тоа значи дека ова е она што се планира да се направи со инвеститорите заедно во буџет од 100.000.000. Секако, не сите 100.000.000 ќе се трошат токму на она што го опишав во овие 100.000.000. Има трошоци за маркетинг, соодветно и спроведување на истите такви избори, како што е сега, тие секако чинат пари. Затоа, ова е буџет во рамките на целиот проект. Така или иначе, реализирајќи го ова, нашата задача е да направиме така што оваа компанија сама по себе веќе да биде профитабилна, веќе да биде интересна од аспект на инвестиции во оваа фаза. Но тоа се уште е само прв чекор, бидејќи, откако ќе започне да заработува пари, компанијата ќе продолжи да се развива и веќе има разбирање за тоа каде ќе се движи. Ако зборуваме конкретно за оваа дел, профитот од продажбата на дирижабли. А, инаку, заборавив уште еден елемент секако. Надворешни нарачки, благодарение на создавањето на оваа основа на платформата, подразбира дека ќе може да се занимава не само со своите летателни апарати, не само со стратосферата, не само со експлоатацијата, туку и да извршува надворешни нарачки за различни клиенти. Тоа значи, например, условно Роскосмос, кој инаку е заинтересиран за такви летателни апарати, може да се обрати до компанијата Нова. Да, токму така се вика компанијата за која сега зборуваме. И тој ќе каже дека за моите задачи ми е потребен конкретно ваков дирижабл. Тој може да се разликува од овој дирижабл. Или ќе биде со различна носивост, или со некоја специфика. Може би, тој треба да носи некакви супер температури, жешко или ладно, или да биде заштитен од одредени влијанија. Затоа, тој може да нарача од конкретна варијанта за своите цели, да му развие сличен дирижабл и да може да ги произведува серијски. Затоа, ова е веќе надворешна приказна, која исто така се планира. Но, ако сега сметаме по минималниот сценарио, ако за сега не ги земаме во предвид сите овие работи, не земаме, не апаратот атмосферски. Овде зборуваме само за задача број 1. Тоа е производството и продажбата на овие летала. Тогаш очекуваме профит, па некаде 350-400 милиони годишно, таква компанија ќе може да заработува. Тоа значи, во принцип, и инвестиции од 100.000.000 при таков профит е доволно рентабилен бизнис, мислам, разбирате. А во целина, таков бизнис не се случува често. Ако зборуваме за оценка на таква компанија, колку може да чини компанија која генерира толку пари, мислам дека знаете примери, дека многу компании вредат какви било пари и тоа често не е поврзано со профитот или со нешто друго. Има компании со загуби кои вредат милиарди на берзата, а има и профитабилни компании кои можат да се купат за неколку години нивни приходи, бидејќи на берзата оценката на компанијата често е повеќе емоционален фактор. Верувам, не верувам, дека оваа компанија ќе биде голема и величествена. Но ако сами пресметуваме според обичната шема, како што се оценуваат компаниите во обичен случај, тоа е 3 годишни профити. Тогаш оценката на таквата компанија ќе биде не помалку од 1 милијарда. И токму кон оваа цел во моментов се стремиме да ја направиме оваа компанија милијардерска. И тоа е повеќе од можно.
при соодветни приходи. При тоа, како што велам, сметаме дека ова е минимална бројка, бидејќи не земаме надворешни нарачки, ниту стратосферски летала и така натаму. Секако, имајќи такви пари, може да се живее добро и да се ужива во животот. Но целта не е само во тоа. Секако, целта не е да се создадат овие летала и на тоа да се запре. Секако, целта е да се направи навистина голема и величествена компанија и во принцип, понатаму веќе може да се развиваме со своји пари. И постои разбирање како да се направи тоа. Планирано е плюс на тоа да се изградат уште 2 релинга, да. Плюс, односно уште 2 елинга. И веќе да се проектираат, развијат и произведат уште најмалку околу 4 апарати, така што ќе биде вкупно 6. Таму апаратите се приближно 2 тони, 10 тони, потоа 20, 40, 200 тони. И уште стратосферски апарати, односно уште 4 апарати и дополнително. А да се направат апарати од 10 тони, тоа не е проблем. 20, 40 исто така не е проблем. Но 200. Тоа ќе биде сложена задача. Но, како што гледате, ние се движиме чекор по чекор. И најинтересното е стратосферата на дирижаблите, која планираме да ја правиме и која во принцип веќе ја усовршуваме сега, користејќи стратосферски сонди кои се лансираат. И тоа веќе компанијата ќе може да го прави во принцип со своји пари. Инвестиции нема да бидат потребни. Прашањето е дали ќе привлечеме финансии во иднина кога сето ова ќе заврши. Нормално е да се привлечат инвестиции за да бизнисот побрзо се развива и расте не само преку сопствената добивка, па затоа ќе гледаме ако ни биде потребно да ги надминеме конкурентите, ќе треба побрзо да ја зголемиме пазарната удел. Затоа што сега во Русија има други компании кои почнуваат на овој или оној начин да се занимаваат со тоа. Постои наредба од владата за развој на индустријата на дирижабли. Затоа, кој знае колку државни компании ќе има таму за 5 години, да речеме. Затоа, можеби ќе привлечеме некакви инвестиции. При тоа, не го исклучувам методот на колективни инвестиции, но тоа ќе бидат веќе следни проекти и тоа ќе бидат веќе одделни компании. Говорам за тоа дека тука нема да се привлекуваат дополнителни инвестиции со што се размива уделот на активните инвеститори. Ако се привлекуваат дополнителни инвестиции, ќе се создаваат керки компании. Например, тука е керка компанија која се занимава со стратосферата и дирижаблите. Да. И таа веќе ќе привлекува инвестиции. Но тука може да се појави прашање. Чекајте. Значи, ќе создавате керки компании, а оваа компанија испаѓа нема да добива профит од нив. Па, тука не е сосема така. Керки компаниите кои ќе се создаваат, сепак главниот основач ќе биде компанијата е нова. И, соодветно, компанијата нова ќе заработува профит од сите создадени керки компании. А откако ќе заработува, значи инвеститорите исто така ќе заработуваат, оние кои денес инвестираат во создавањето на сето ова. Други зборови, сега заедно со вас имаме задача да создадеме главна матична компанија, која ќе поседува сите активи и сите компании кои во иднина ќе бидат создадени во рамките на компанијата нова. И тоа, веројатно, е најпријатното во ова. Да. Што денес имаме можност да влеземе во компанија која ќе заработува од сите идни насоки. Се надевам дека ви е јасно. Основата е доволно едноставна. Всушност, планот е повеќе од реализибилен. Таков е чекор по чекор. И сето тоа планираме да го направиме за 3 до 5 години. Се разбира, зависи од инвестициите кои ќе доаѓаат во проектот, бидејќи, за жал, во моментов проектот има Да, недостасува само соодветно финансирање и сигурен сум дека тоа ќе биде и сега. Нашата задача број 1 е да го лансираме првиот дирижабл. Веќе за една година ќе лети првиот дирижабл, на кој ќе има задача да се усоврши низа технологии. Во втор ред, ова ќе биде првиот апарат. Планирано е да се направи автоматски полет, а слетувањето ќе се усоврши на него со беспилотни технологии.
и многу слични работи кои ќе ни бидат потребни подоцна на сите апарати, кои на еден или друг начин ќе се создаваат од компанијата. Ајде сега да кажеме неколку зборови за тоа што се нуди директно на инвеститорите во рамките на оваа шема. Потребни се пари за создавање на опишаните капацитети. И тие инвеститори кои сега се приклучуваат на проектот, добиваат дел од создаваното предпријатие. Тоа е компанијата нова за која сега зборувавме, во рамките на која постои БИС останато. А 49 денес се дава на инвеститорите. Тоа значи, ако денес инвестирате, добивате дел од оваа компанија. Да. Во зависност од тоа колку пари ќе инвестирате. И на сите инвеститори им се дава 49. До денес, овие 49 припаѓаат на компанијата Solar Group. Тоа е финансиска компанија која обезбедува финансирање за овој проект и денес Solar Group продава удели кои можете да ги купите. Тоа значи дека денес купувате удели во компанијата група, која, пак, поседува удел од 49 во компанијата. Зошто се прави ова? Ова се прави за легализација на шемата за привлекување финансирање. Затоа што тој рече рейтинг во рамките на руското правно поле. Не можеме да организираме слична шема веднаш во компанијата, но за да сите инвеститори влезат тука денес, бидејќи ова е компанија ДОО. И тука, можеби, по моје мислење, максимум 50 основачи. Тука Solar Group можеме да направиме онаков број на инвеститори каков што ни е потребен, можеби ќе имаме 50, 000, на крајот на финансирањето. И, соодветно, инвеститорите купуваат удел што ќе се случува потоа. А кога финансирањето ќе биде завршено, компанијата нова ќе се трансформира во акционерско друштво и овие 49 веќе нема да бидат удели на ДОО, тие ќе станат акции. Овие акции ќе ги добијат, инвеститорите ќе можат своите делови да ги заменат за акции. Тоа значи дека деловите што денес ги купувате, ќе можете да ги замените за акции на компанијата нова и да станете целосни сопственици на тој бизнис за кој денес зборуваме. Се е доволно едноставно. Што да се направи со акциите на таква компанија? Мислам дека разбирате. Првата опција е можноста да се продаде делот во таква компанија многу поевтино отколку што го купувате денес. Затоа што денес купувате дел во создаван бизнис. Тука веќе ќе има бизнис кој не само што постои, туку и веќе заработува пари. Секако, ова е сосема друга компанија, сосема друг ниво на оценка на таков бизнис. Ако не планирате да ги продавате вашите акции, тогаш ќе можете добивате дивиденди, односно дел од профитот што ќе го заработи компанијата 100 или, може да се каже, 50 од тој профит што ќе биде распределен за дивиденди, ќе се распределува меѓу инвеститорите и ќе можете да добивате пасивен приход како дел од профитот, опишен претходно од компанијата. А имате ли можност сега да влезете во финансирање на оваа компанија во најрана фаза? Да. И некој од вас може да каже, па зошто да влегувам? Сега подобро ќе инвестирам кога ќе биде подготвено. Работата е во тоа што нашето финансирање е поделено на 20 етапи и со секоја етапа решаваме одредени задачи. И се движиме, да речеме, напред. Секако, на пример, на првата етапа сме многу поблиску, отколку, на пример, кога ќе бидеме на 10-та веќе првата држава, најверојатно ќе ни полета. Но тука веќе ќе бидат потпишани сите потребни договори и веќе ќе бидат проектирани најмалку 2 дирижабла и ќе летаат. И секако, ризиците тука и тука се сосема различни. Но токму тука се крие таква работа како дисконт да. Работата е во тоа што инвестирањето тука е поисплатливо од аспект на инвестиционите услови. Да, тука е поголем ризик. Но за секој вложен долар добивате повеќе од тие самите делови, иако носите поголеми ризици. Тука се компензира, секој може да избере кога сака да инвестира сам. Например,
Во првиот проект Савалмеш, сега сме на 19-та етапа. И многу скоро ќе преминеме на 20-та етапа. Тоа значи дека тој проект веќе е практично завршен. А во овој проект сме тука. Што е наинтересно, сега не се наоѓаме дури ни во прва фаза, иако сме на самиот почеток, на нулта фаза или, како што уште ја нарекуваме, стартната фаза на финансирањето. Оваа стартна фаза ќе трае тука. Планираме да ја завршиме целосната пакување на проектот, да ги завршиме сите договори, да ја собереме екипата генерално, јавно, да речеме така. Заедно со вас го подготвуваме овој проект. И само од прва фаза ќе започне, да речеме, веќе целосна работа. При тоа, на нулта фаза инвестициите се 2 пати поповолни отколку во прва фаза. Например, сега за секој вложен долар на нулта фаза добивате во просек 1000 делови. Кога ќе започне прва фаза, за секој вложен долар ќе добивате 500 делови. Така функционира дисконтот, затоа сега инвестирањето е 2 пати поповолно отколку во прва фаза. Затоа, ако ви се допаѓа проектот, ако сте подготвени да ги преземете соодветните ризици, тогаш, секако, треба да направите инвестиција. Сега, на нулта фаза, се уште имате таква можност. Имаме многу приказни, особено поврзани со првиот проект, кога луѓето на почетокот, по некои причини, не инвестираа, а потоа доаѓаа на 10-та фаза, на 20-та, па дури и на 15-та фаза и велат, зошто толку долго размислував? Но, така е, затоа секому свое. Овие ризици на почетокот се компензираат со многу поволни инвестициони услови, кои веќе нема да се повторуваат на овие фази. И, како што велат, кој успеал, успеал. Во денешно време можете да влезете во личен кабинет, можете да видите кои инвестициони пакети постојат. И во рамките на постоечките пакети да изберете како сакате да платите пакетот еднократно, а ние имаме можност да платите на рати. Колкав обем на инвестиционен пакет ви е потребен? Затоа што да, можете да купите една дел, 2 делови, 3 делови, но тоа нема да биде многу поволно. Ви препорачувам да купувате инвестициони пакети на голема, така наречените инвестициони пакети. Инвестициониот пакет може да чини, например, 1000. И во овој инвестиционен пакет веднаш нема да има 1, 2, 3 делови, туку, например, веднаш 100,000 делови. И така, добивате со огромен попуст на голема потребниот пакет на инвестициони делови што ве интересира. Така што е доволно едноставно. За ранее влезете во вашиот личен кабинет, кликнете на разделот и таму ќе видите цела линија на инвестициони пакети во кои можете да инвестирате, во просек. Инвестицијата кај нас е 2,000, која можете да ја земете на рати и да плаќате секој месец по 100 или, по моje мислење, таму дури можете да плаќате и помалку. Ратите не се кредит, тоа не е нешто што го земате на долг, туку едноставно велите да, сакам да го земам овој пакет, но сакам да платам не веднаш 1,000, туку да платам во текот на 10 месеци. Имате таква можност по 100 месечно. Вие плаќате. Зошто да го правите тоа? Зошто не би заштедиле 1,000 прво, а токму затоа што ќе го земете пакетот на рати? Тој ќе биде под услови на инвестирање, например, нулта фаза, нели? А ќе го завршите плаќањето кога ќе биде, например, веќе четврта. Ако на четвртата фаза сте заштедиле 1,000 и дојдете, а веќе инвестициониот пакет ќе го откупите под други услови, се надевам дека е јасно. Еве каков проект ви предлагаме. Всушност, ова е уникатна можност. Тие кои, на еден или друг начин, се занимаваат со инвестирање, знаат дека ретко се наоѓаат добри можности за инвестиции, особено во такви почнувачки компании кои имаат многу голем потенцијал, кога за мали пари од 1000 до 2000, навистина можете да добиете дел од создавањето на бизнисот. И тоа не е само потенцијално профитабилно,
туку е интересно најмалку да се следи како ќе ни одат работите. А како максимум, навистина помагате на руската компанија да ги промовира иновациите, да создава технологии, да го прави тоа не некаде, туку да го прави тоа тука кај нас. Мислам дека денес е максимално актуелно. И мене, например, ми е притно од таа мисла дека благодарение на мене во оваа земја нешто станува денес подобро отколку што беше вчера. И вие исто така можете да придонесете, да инвестирате, да помагате со некои ваши способности, врски. Нам често ни пишуваат луѓе кои велат дека се занимаваат со оболочката, дека се занимаваат со уште нешто и помагаат со своите знаења, луѓе, тимови и договори, уште нешто. Исто така, секако, можете да го промовирате овој проект како партнер. Имаме партнерска програма во рамките на која можете да им понудите на вашите пријатели, колеги да инвестираат и да добивате награда за нив. Ова е нашиот вид маркетинг и веќе многу добро се докажа. Ни овозможи практично да го дофинансираме нашиот прв проект и сигурен сум дека уште не еден проект ќе можеме да го изведеме со таков маркетинг. Исто така, сакам да укажам дека ако веќе сте активен партнер и учествувавте во нашиот прв проект, обрнете внимание дека ако сакате да добивате награди од вашата стара структура, од вториот проект, треба да го исполните маркетинг планот. Тоа значи дека ако човекот бил регистриран во личен кабинет пред 7 август и сакате да добиете награда од него, треба да го исполните маркетинг планот. Ако човекот се регистрирал по 7 август, тогаш добивате награда од двата проекти без никакви услови. Тоа значи дека можете слободно, да кажеме така, да им предлагате на луѓето и првиот проект и вториот. Но ако човекот се регистрирал пред 7 август и инвестирал, например, во проект, а сакате да му понудите и проектот со дирижабли, треба да го исполните маркетинг планот, неговите услови во личен кабинет. Запознајте се со неколку едноставни чекори што треба да ги направите како партнер. Па што, пријатели, мислам дека постепено можеме да завршиме со главниот дел. Чекам ваши прашања, ако ги имате, подготвен сум да одговорам на нив. До сега. Исто така, ви подсетувам дека е многу важно да ставите лајкови, да правите репости и да покажувате друга активност. Испратете ја врската на оваа транслација до вашите пријатели, бидејќи по истата врска ќе биде достапна снимката. И вашиот пријател, можеби, утре ќе ја погледне она што ние денес го разговаравме. Така. Јас ќе преминам полека на вконтакте и ќе ги погледнам прво прашањата таму. Дајте да пишувате прашања додека чекаме. Ќе кажам уште неколку зборови. Обратете внимание на тоа што инвестиционите услови се во моментот на стартната фаза, ние само што започнавме. И додека оваа фаза трае, можеби некои работи не се јасни, не се сите материјали достапни, не е сподготвено. Но токму сега имате можност да добиете најдобри инвестициони услови кои некогаш ќе бидат. Дисконт од 1000, веќе реков, во просек добивате 1000 делови за секој вложен доле. Како што ќе започне првата инвестициона фаза, ќе добивате само 500 делови за секој вложен доле. Обратете внимание на тоа. Прелазот е многу силен, многу остар. И сме сигурни дека луѓето кои се со нас веќе долго време сепак ќе инвестираат. Затоа даваме најдобри услови за да поддржиме, да речеме и да им се заблагодариме на таквите луѓе за тоа што не се плашеле, да речеме, да не поддржат на самиот почеток на проектот. За сега ќе го отворам YouTube.
И уште една мала вест. Знаете дека нашите новински вебинари се одржуваат секој четврток. Но, неколку зборови. Веројатно сте виделе дека поминаа веќе 2 месеца од моментот кога го стартувавме нашиот проект и веќе по 2 месеца од нас беше лансиран првиот летателен апарат. Тоа е стратосферата. Ние лансиравме зонд кој го пуштивме во живо. Тоа беше во недела. Оваа недела можете да ја најдете транслацијата на нашите социјални мрежи, таму трае 2,5 часа. Има и разговори, објаснување за тоа што воопшто се случува и самиот лет. Ми беше доверено да го пуштам овој зонд во небото. Да, беше многу голема чест за мене. Значи, како што велат, незалубно дојдов, незалубно ме чекаа, бидејќи патувавме во втората група и малку се забавивме непосредно пред самиот старт. Зашто беше направено ова? Јас веќе денес разговарав за тоа. Ова е едно од паралелните бизнис насоки со кои ќе се занимава компанијата Стратосфера на летателни апарати. Такви апарати, кои може да бидат во атмосферата години и да ја исполнуваат улогата на сателит, односно да обезбедуваат интернет врска, да се занимаваат со различна разузнавачка и научна дејност. И сега веќе има доволно голема побарувачка за овие апарати. Ние знаеме каде да ги продаваме, како да заработуваме на тоа. Затоа и што е најважно, таа екипа на специјалисти која ја имаме, секогаш се занимавала со тоа. Таква споредна насока која има пари. Но така или иначе, тоа е насока, побрза од дирижаблите. Да. Веќе, видите, поминаа 2 месеца, апаратот веќе е лансиран. Тоа ќе ни овозможи да ги усовршиме технологиите што ќе ги користиме директно во самите дирижабли. Така што лансирањето помина. Тоа помина успешно. Се надевам дека го следевте. Можеби, овој четврток ќе раскажеме подетално, но можеби ќе пренесеме на некоја друга тема, бидејќи сега нашите специјалисти ги проучуваат добиените материјали за да, снимајќи од сензорите на сите, ги соберат сите показатели. За да ве информираме не само полетав, се во ред, сработеше, туку да раскажеме веќе во детали, во бројки, што успеавме да постигнеме. Така што наскоро и оваа информација ќе биде достапна. И сакам да ве поздравам со тоа што првиот летателен апарат беше лансиран од нас. Тоа е големо достигнување. И сум сигурен дека малкумина од вас очекуваат дека веќе за 2 месеца ќе го лансираме првиот апарат. Лично ќе кажам искрено и јас не го очекував тоа. За мене, тоа беше големо откритие дека и ние активно ќе се занимаваме со тоа и дека тоа ќе се случи толку брзо. Затоа, голема благодарност до тимот на нашите инженери и специјалисти за тоа што проектот толку брзо напредува. Така, па да преминам на прашањата. Ќе започнам со прашањата на ВКонтакте. Така. Чекаме објаснување за летот каде што падна обвивката на зондот. Како е со стратосврската? Но во принцип, токму за тоа сега и кажав дека се во ред. Да, првиот зонд беше лансиран, спомина успешно. Упадна. Упадна обвивка или опремата упадна во шумата. Морам да кажам дека ми требаше неколку часа да се движам низ таа шума и да ја барам таа обвивка, веќе беше ноќ. Не е зима, но беше ладно. Затоа беше доста забавно. Како и да е, веќе реков дека за да имаме посодржаен разговор, прво ќе почекаме информации од специјалистите кои се занимаваат со овие пресметки на резултатите, а потоа ќе ви раскажеме се. 2000 инвеститори за дирижабли. Зошто толку малку може да направи анкетата кој од СВМШ инвестира во дирижабли, а кој не? Кој ќе биде спецсолмаш, а кој ќе биде во сите проекти? Сергеј, прво, не 2000. Сега веќе е повеќе, да. А второ, кој ви рече дека тоа е малку? Прашањето е со што го споредувате. Тоа е, ако го споредите со тоа како стартуваше проектот Двигатели Дунова, тогаш тоа е многу. Нашите темпови сега приближно се 10 пати побрзи од темповите како што беше таму. Просто не е толку брзо. Ова треба да се разбере.
Сега сме во стартната фаза, имаме малку информации. И генерално се трудиме да не притискаме многу нашата публика како што се вели сега. Тоа значи дека не сме агресивни, никому ништо не продаваме. Тие што знаат, знаат, а тие што не знаат, засега не знаат. Така или иначе, ние ќе ја информираме нашата публика. И инвеститорите, несомнено, ќе бидат повеќе. Понатаму, во врска со инвеститорите, гледајте, треба да разберете како функционира инвестирањето во слични проекти. Дополнително, важно е да се има предвид дека инвеститорите бараат детално објаснување за процесот на инвестирање. Например, тие често се заинтересирани за потенцијалните ризици и придобив. Тие не доаѓаат стабилно секој месец. Обично има затишје, едноставно така оди и оди. А потоа, кога се случуваат различни акции, се случуваат различни настани. И што е најважно, се случува смена на етапата. Тогаш луѓето трчаат да инвестираат. Разбирате, знам огромен број луѓе кои ми рекоа дека им се допаѓа проектот. Е класен, ќе инвестирам. Прашуваш, па ти веќе инвестираше. Тој вели, не, зошто? Па, условно кажано, не стигнувам. Разбирате, нели? Јас инвестирам. Па, човекот размислува, па што денес, што утре, што задутре. Зошто токму сега да бегам и да земам рата? Затоа постои таква техника, да речеме маркетинг, техника комбинирана, да речеме, со етапите на реализација. Имаме така наречен дисконт, токму тој ги стимулира луѓето да не чекаат, туку да делуваат. Затоа, кога ќе објавиме за смена на етапата, за еден месец можеби ќе се придружат уште 2000 луѓе. Секогаш така функционира. Затоа нема многу инвеститори, но има доволно за да се финансира проектот, кој е во тек. Сега, особено со оглед на тоа што не го промовираме проектот активно, туку полека ги запознаваме луѓето со проектот. Например, како што реков, ќе покаже токму смената на етапите и така натаму. Какви се впечатоците од лансирањето на северниот апарат? Праша Александанда. Впечатоци? Па, какви впечатоци? Позитивни. Тоа е доволно интересно. Да, за мене беше необично да има многу луѓе со кои можеше интересно да се комуницира. Секогаш е интересно да се разговара со паметни луѓе. Кога знаеш дека стоиш на секој квадратен метар, зборуваат за такви теми што и самиот почнуваш да ти врие мозокот. И секако, тоа е многу интересно кога сите овие луѓе се собираат на едно место. Плюс, само интересен слободен време. Да речеме така, дека во природата секогаш е пријатно да се помине времето. Плюс самата платформа каде што сето тоа се случува околу. Исто така, колку што разбирам, не е далеку од туристичкиот маршрут. Има разни ресторани, кафулиња и така натаму. Црквичка, такви автентични дрвени куќи. Многу симпатична. Големо езеро таму. Секако, немавме време да одмараме и да правиме уште нешто на езерото, да речеме така, но сепак, затоа беше доволно интересно. За мене исто така ново искуство. Пријатно место, пријатни луѓе. И најважно, спомина според планот зашто можете генерално сами да видите во директен пренос. Затоа ми се допадна. Следното лансирање ќе се обидам да дојде. Така, во тимот има Чајка Иван Борисовиќ, тој кој постави рекорд на Русија за време на летот, кој ги подготвуваше пилотите на дирижаблите. Така, Витали, но јас едноставно не ги знам сите по презимиња. Имаме тука доволно многу луѓе. Но не знам дали сум комуницирал лично со Иван Борисовиќ. Веројатно е подобро прашањето да се упати до Федор. Какво е сегашното учество? Лицето што го спомнавте има. Павел, зошто зборуваш за казино на дирижабл? Дали тоа е добар бизнис? Ирина, конечно, казино. Во казино нема ништо добро. Тоа го реков за. Да речеме така, за да има повеќе разбирање дека може да бидат најнеобични опции. Да, јасно е дека самото казино, па барем ние сигурно нема да се занимаваме со тоа. Но како пример. Во принцип спектакуларно, да речеме така, но не повеќе, секако. Казино не планираме да правиме.
Дали сите акции од 49 групата ќе се распределат на уделот на инвеститорите или ќе остане некоја дел? Кому ќе припаѓаат 50 од акциите на компанијата нова? Колку средства ќе вложат сопствениците на 50 од инвестициите во новиот проект? Игор, гледајте, да, овие 49 групата целосно ќе се распределат меѓу инвеститорите. Тоа значи дека не е проблем да се купи ништо овде, 49 за сите инвеститори. Што се однесува до овој удел, 51 останува. Тој останува кај менаџментот, кај конструкторите и кај другите луѓе кои ќе се занимаваат со промоција и реализација на овој проект. Тоа значи, во принцип, се токму така како во проектот СВМШ. Ако учествувате, треба да знаете во однос на тоа колку пари ќе внесат овие разработчици, нели? Разбирам дека станува збор за таа делка. Па, гледајте, некои пари во секој случај овие луѓе внесувале, бидејќи проектот се подготвуваше многу години пред тоа, нели, многу работи беа направени. Но, секако, тоа не може да се спореди со овие 100 милиони кои ги носат инвеститорите. При тоа, тука е како, знаете, во класичната шема, односно кога се среќаваат инвеститорите и предприемачите, предприемачот не мора да носи пари, нели? Затоа што парите ги има инвеститорот. Предприемачот треба да направи бизнис, бидејќи има вештина и има тим. Во овој случај има инженери, има нивните мозоци, да, кои можат да го реализираат проектот. Во светот на капитализмот невозможно е да се направи нешто без пари. Затоа постојат толку многу инвестициони фондови, различни методи за привлекување финансии, шеми на правни обвивки и така натаму. Затоа што има луѓе кои навистина можат да прават големи работи, кои можат да создаваат технологии, да создаваат бизнис. Но тоа не значи дека овие луѓе веќе треба да имаат во џебот 100 милион. Се е многу едноставно. При тоа, има луѓе кои веќе заработиле свое богатство, луѓе кои имаат пари по некоја причина или како во нашиот случај, кога има голем број луѓе кои имаат 1000 и се подготвени да ги инвестираат. И овие луѓе, а нивната цел не е да се занимаваат со бизнис, разбирате, затоа што така можеше да се каже на еден инвеститор или на сите инвеститори. А што ќе правите за бизнисот? Па, што? Само ќе дадете пари и тоа е тоа. А како што само парите не прават ништо. Така не може, така е нечесно. И така може да се размислува, да, но тука е таква сделка. Да, им даваат пари и фактички ништо не прават. Потоа, цел живот, во случај на успех, тие заработуваат пари и се обезбедени за цел живот. А овие работат. Извинете ме, години прво, потоа и така натаму. И ова е нивниот придонес во ова заедничко дело. И така, се добива голем бизнис. Да, и тоа е одлична врска. Да, одлична врска. Кога се среќаваат две лица, две компании, па да речеме, две суштества, да, едниот има едно, а другиот има друго. И кога тие тоа го комбинираат, добиваат одличен резултат, бидејќи не е можно да се знаеш на светот и не може да се биде експерт во да, не може да се биде експерт. Потоа, тука е исто така од секого по она што конкретно го има. Така. Здраво, како помина изборот на зондата во недела? Имаше ли видеозапис за тоа како беше? Денес веќе раскажував. Уште еднаш ќе кажам дека спомина добро. Записот секако беше. На самиот овој повик имаше многу камери, таму и друга опрема. И сето тоа ние задолжително ќе го објавиме, стоа ќе го видите. Дали е можно за целите на продажба да се користи обвивката на дирижаблите како екран и да се продава реклама? Александра, да, тоа е возможно. И, инаку, последен пат не толку одамна слушнав слично предлог, по моје мислење,
од Вадим Ивановиќ Зубкевиќ, тој токму зборуваше за тоа како е одлично да се постави сличен екран или нешто слично на дирижаблот, за да може постојано да се менува, а не само да напишеш надпис и да не можеш да го избришеш условно, туку да може постојано да се менува. Затоа да, тоа навистина може да се направи и е сосема изводливо. Тоа е навистина добра и убедлива рекламна приказна. Така што е сосема можно, на првиот дирижабл веќе да го покажеме тоа на сите заинтересирани страни. Во иднина, при организирањето на акционерното друштво, ќе бидат објавени податоци за сопствениците. Оваа група акционери има 51. Овие податоци веднаш ќе бидат објавени. Понатаму, не може да се сокријат, бидејќи и покрај тоа што компаниите се ДО, постојат многу ресурси во Русија легално и без проблеми, кои обично служат за да можете да проверите контрагентите со кои работите. Можете да добиете сите податоци за било кое ДО. Таму се и профитите, бројот на вработени, составот на основачите. Затоа, овие информации веќе се отворени. Сега нема смисла да се гледаат, бидејќи не се формирани сите соосновачи, но наскоро тоа ќе може да се направи. И секако, тука нема никакви тајни, особено од инвеститорите. Гледам прашања. Уште не е било такви дивиденди од лансирањата. Од 2025 година само лансирањето ќе биде, дивидендите ќе бидат исплатени следната година по пресметката на профитот. Значи, можеби, прашањето не беше до мене. А колку е планирано во рамките на проектот да се направи апаратот? Дали ќе бидат доволни овие средства ако дојде до инфлација? Па, гледајте, токму за заштита од инфлација. И често прашуваат за тоа. Наша цена на проектот е објавена во долари, бидејќи, така или иначе, доларот се уште останува светска валута, да. На неа е многу полесно да се ориентираме отколку на рублјата, вклучително и поради инфлацијата. Затоа ние всушност ставаме акцент токму на доларот. Соодветно, инфлацијата на доларот не е толку висока како на рублјата. И дури и ако има некои колебања, за нас тоа не би требало да биде значајно. А што се однесува до бројот на апарати, како што веќе реков, планирано е да се направат 2 комерцијални апарата. Ако зборуваме за интермедијарни апарати, односно различни тестни варијанти, може да има неколку десетици. А Федор рече дека за различни демонстрации, за да се усоврши која било технологија, може да бидат направени, например, 5. Тот шарт кој го лансираа во недела, го најдоа или не успеа? Секако, сите го најдоа, се успеа секако што треба. Експлоататорската компанија одделно или влезе во нова. Ајде. Физички, тоа веројатно ќе биде друго правно лице, нели? За правилно управување, но нова ќе биде сопственик, односно нова ќе биде сопственик на што ќе се создава во рамките на проектот. Гледам прашања. Дали правилно разбрав дека 250 000 000 годишно е чиста добивка?
Да, тоа што го кажуваме чиста добивка, само не реков 250 милиони, но, да, дате линк на распорежението на владата на Русија за развој на дирижаблите што ги спомнавте. А немам подрака колеги. Ако има овој линк, интересно е каде да го најдам. Инаку, можете ли да преминете во Телеграм каналот каде што може да се комуницира, вклучувајќи и мене, со Федор Константинов. Сите овие линкови можат да се испратат. Можете да преминете во Телеграм чатот за дирижабли на новата генерација и таму да го напишете вашето прашање. Мислам дека другите инвеститори, партнери или некој од нас ќе ви дадат сите слични линкови, но овој линк немам подрак. Започнувањето на дирижаблите во Русија доаѓа од самиот председател. Виктор, па, не знам кој таму. Не се сеќавам кој точно напиша наредба, но во секој случај, да, нашата влада е заинтересирана за развојот на дирижаблите. 1 милиарда за 1000 инвеститори тоа се големи пари, а 1 милиарда за 50.000 инвеститори не се огромни пари. Па, гледајте, прашањето е што за вас се огромни пари. Па, ако за вас неколку 1.000.000 не се огромни пари, можам само да се радувам за вас. Но, во принцип, тука зависи неколку. Па, не од тоа треба да се смета, туку треба да се смета од тоа колку конкретно сте инвестирале и колку конкретно можете да заработите и колку, да речеме, потенцијално можете да ја зголемите вашата инвестиција. Јасно е дека некој во апсолутна вредност ќе заработи малку, ќе заработи, не знам, таму 3.000, но вложил 500. Па, оној кој вложил 100.000, јасно е дека ќе заработи милиони и, за жал, за да заработите многу пари, потребно е уште повеќе пари, да, некаде веќе да се најдат. Од друга страна, токму таквите проекти, да, тие, така или така, дури и со мал капитал дозволуваат да се направат доволно солидни икси. И овој веќе вашиот формиран капитал, кој можете да го добиете во таков проект, веќе има тие неколку милиони. Например, веќе можете да инвестирате во поконзервативни инструменти, исто така купување недвижности или акции и слично. Затоа што кога имате 10, 50, 100.000, вложувањето во акции е можно, но како да нема големо значење. Така. Вам ви е потребна актуелна карта на ветровите. Како ќе ја направите? Дали веќе е создадена? Колку што знам, да, колегите се занимаваат со тоа, но за резултатите засега не можам да кажам ништо. Инаку, денеска исто така снимавме интервју со Милан, кој се занимава со развојот на системот за управување. Да, ќе раскажеме за тоа каков систем за управување се развива за нашиот апарат, кои технологии ќе се користат, кој ќе ги прави. Се надевам дека следната недела овој видеозапис ќе се појави. Може би денес или утре. Ќе објавиме делче што го снимивме таму на крајот од минатата недела, за да ве запознаеме однапред со Милано. Ако купувам удел во долари, а тој поседува 40 во двете фирми, значи веднаш стануваме сопственици на двете и на Маша. Вистина. Не сосема така. Затоа што правно разговарате по друг договор. Соодветно, взаимоотношенијата на групите се различни, проектите ви се различни. Вие потпишувате или еден или друг, секако може да потпише и два договора, но така или иначе купувате удели кои се издадени за различни проекти. Еве, затоа, природно, ако купувате делови од Solar Group, тоа не значи дека веднаш, например, инвестирате во двата проекти. Инвестирајќи во Dirigible 1,
000 не можете всушност да се осигурите за цел живот. Во случајот со Всавалмеш е истото. Па, ако така сметате, кажете каде може навистина да се инвестира за да се осигурите за цел живот. Интересно е кои такви методи на финансирање. Што знаете, што дури и тука ви изгледа малку. И сметате дека тоа не ќе ве осигура за цел живот. Па, да ви кажам тоа што. Да, ако се инвестираат 10 во било кој инвестиционен инструмент, не може да се обезбеди цел живот. Тоа е вистина. Па, за врска со референцата. За овој договор, кој е од големо значење, распорежението на владата за дирижаблите, кое е одобрено неодамна, Александар обезбеди, да речеме, фрагмент од текстот што го има во контакте, кој е многу важен за разбирање на целата ситуација. Таков прашање повеќе не го гледам. Не знам. Можам да погледнам уште едно прашање. Дајте да брзо погледнам. И ние сега го гледаме на таа платформа за да не заборавиме на неа. Така или иначе, секако. Секој случај, очекуваме, пријатели, дека од YouTube може да се случи што е можно. Затоа, ако ве следите, обавезно претплатете се. Вклучено. Ручек, пријавете се на ВКонтакте. Таму, за да не пропуштите најнови и најинтересни новости, на пример. Па, нашата транслација на содржина судејќи пос не оди и така натаму, и така натаму. Па, како е? Напишав дека транслацијата уште не почнала. Така. Па, што значи денес судиите все го беа без тебе, но на основните прашања одговоривме. На ВКонтакте, на YouTube се погледнав. Ве молам, не заборавајте да ставите лајкови и да направите репост. И запомнете дека ова е критички важно за активен развој на проектот. Па добро. Се гледаме во четврток на нашиот редовен вебинар, каде што ќе дискутираме за новостите од проектот на дирижаблите нова генерација и компанијата Нова. На сите големо благодарење и се гледаме на следната транслација.